На 29 години, 2019 година беше ноември или така нешто. Крај на ноември, да, баш месецов, и на 4 декември ме оперира и од тогаш ми е слава Пречиста Богородица и си ја славам секоја година од тогаш. И јас сум жив и здрав, прав пред вас стојам тука. Симптом беше, пошто ме болеше препоната лева, тоест да, десната уствари, ме болеше 2 недели и она тупа болка, некоја глупа болка, и викам, што се случува со мене, и морав да се фатам доле да видам дали е нешто уред или не уред, и кога се фатив, едниот тест ми беше скроз поразлично од другиот, као орев некој тврд да имав. И викам, чекај, ова не е нормално, ајде идам да видам да се прегледам. И кога отидов да се прегледам, ми рекол у понеделник на операција, си викам, не е проблем, викам, што и да треба, тука сме одма да го решиме ова, да не одолго влекувам. Никад у животов не сум направил никаква операција, ама ова беше одма као денес за утре, така да, али стиснавме заби, тоа е живот. Па класика, шок, нормално, зашо ја, зашо баш мене, што се случува и такви ствари, кој секој нормален човек, од нигде никаде нема правило, ужасна болест, така да ми беше шок нормално, ама као не размислав толку многу, сакав прво све да помине како што треба, за после ми легна тоа што ми се десило и како ми се десило, и до ден денес си го влечам тоа. И имам страв и што и да ме заболи, мислам дека е нешто такво, така. После тоа е шокот. Да, имав 2 хемо, као превентивни беа, пошто се фативме како што треба на време. И мислам, требаше да ги примам и окей беше све, добро ги издржав. Мислам, кога ми падна косата, беше малце чудно, глупо, ама сватив дека сум убав и без коса и без брада, така да тоа беше најтешкиот период, ама све поминува, сега сум и со коса, и со брада, и со све. Тоа ми беше најголемиот проблем, уствари, у глава што го имав, као дали ќе имам деца, пошто сакам деца, цел живот сум сакал деца и сум знаел уште дека ќе имам женско и дека Бисера ќе се вика. И еве сега се вика Бисера, имам женско, имам уште едно Јована се вика. Тоа ми беше најголемиот проблем и најголемиот страв, уствари, ама нели замрзнавме тоа што треба да се замрзне сперма. Али све си дојде на крај по природен пат, така да, фала му на Господ. Ја цело време правам кампања во ноември за ова, за оваква тема, за оваа тема поготово, и до сега сум помогнал на доста луѓе. Не сакам да изгледа тоа како да се фалам, него ми пишале како фала ти што ја видов кампањава кај тебе, отидов се проверив, па најдов нешто што не треба да најдам, ама све на време фативме, се оперирав, сега сум здрав и жив. Доста добро е за мене дека сум помогнал на некој. Ќе продолжам да ги правам, како и да е. Не ми е тешко да мислам, тешко ми е многу да зборувам на оваа тема, ама ете, да кренеме свеста малце да се проверуваат, пошто маживе се срамат од денешно време, зашо да идам на уролог, па ќе ме фаќат доле, па сега мислам тоа се глупости, тоа се идете прегледајте си се, не е ништо страшно, као за здравје се работи. За ментално здравје, да, знам и тоа е исто, као зашо да идам, као се срамат дека идат на психолог, нема ништо срамно, ја идам на психолог цело време, као она ми беше некоја одскочна даска за да продолжам понатаму, а сега нормално си идам цело време на психолог и нема ништо срамно тоа, као да си ги искажеме маките и тоа што не мачи, сепак и за тоа учеле луѓето, за да може да ни направат подобро да биде све и да се грижиме за нашето ментално здравје, така да им препорачувам да си идат на психолог, не е ништо срамно, и на уролог, и сегде да си се прегледуваат цело време, да се грижат едноставно за себе.
Не се нервирам за глупости, дали некој ќе ми свирне у совраќај или дали некој ќе ми каже помести ја чаша тука, таму, као оние ситни глупости што сум се нервирал. Сега се нервирам за пострашни работи, така да, ми укажа дека животот е стварно добар и убав и дека треба да се бориме да живееме и да, не знам, да ствараме нешто тука. Моментално сега сум фокусиран на децата, они ми се животот, така и скроз тија менја перцепцијата за животот тоа што се случува на подобро. Па не, сега идам на онкологија се, да, тумор маркери, нели, као што си иде редот и ехо, си правам компјутер еднаш годишно сум сега, пошто помина више, ова ми е 6-та година. И на почеток беше на 3 месеци, па на 6 и сега сме на година, така еднаш годишно се проведуваме се. Само позитивно да размислуваат на тие луѓе и да не читаат и по интернет. Ја ништо не читав тогаш, не ни сакав да читам и дека ова е нешто, мислам, што сме го имале најдоброто, најлошото, така да ќе помине и све поминува, само верба у Господ и ќе биде све како што треба.